Влезовите на собранието во вторник ќе бидат блокирани. Сојузот на синдикати ја објави мапата за најавениот протест. Собирот ќе почне во 9 часот наутро на улиците 11 октомври и Даме Груев. Со блокадите ССМ ќе прави притисок да се изгласа минималец од 600 евра и раст на сите останати плати за 100 евра. Синдикалците велат срамно е пратениците да добијат зголемување на платите од 250 евра, а работниците само 25 евра. Пратениците цела година молчат за предлогот на ССМ за зголемување на минималната плата и за зголемување на сите останати плати. Истите пратеници кои уживаат право на собраниско бифе по ниски цени и трошоци за патување до нивното работно место е нешто што им го скратиле на работниците и нешто што не им го утврдуваат како право на храна и превоз на работниците. Пратениците први ќе се соочат со работничкиот гнев, а преку блокадата ќе ги оневозможиме тој ден да наплатат патни трошоци, кои надминуваат и 100 евра за еден ден, да дојдат пешки или со градски превоз, онака како што одат на работа работниците, стои во соопштението на ССМ. На денот кога се најавени блокадите според собранискиот календар, се закажани една пленарна седница и 2 комисии. Како ќе работат пратениците и дали можеби ќе се одложат седниците, спикерот Гаши Засител вели дека ќе се договорат на координација во понеделник. Синдикатите добија поддршка од СДСМ кои веќе поднесоа предлог закон за 600 евра минимална плата. А преку своја математика лидерот на партијата Филипче предложи да се скрати дел од 2 ставки во буџетот и преку ребаланс да се обезбедат пари. Ваквиот предлог ВМРО-ДПМН не го прифати и го повтори ставот дека за висината на платите синдикатите треба да се договорат со работодавачите. Сојузот на синдикати на Македонија веќе поднесе иницијатива до собранието за намалување на функционерските плати за 80%. Според нивниот предлог, тоа може да се направи така што за основица ќе се земе минималната, а не просечната плата, а коефициентот за сложеност ќе се намали за 40%. Блокадата на собранието е прва на план листата. Веќе во четврток синдикатите ќе се соберат пред Стопанската комора, а на 17 февруари ќе ги затворат сите службени влезови на владата. Мартин Арсов, Сител телевизија.